да одговорам на обвинувањата на ВМРО ДПМН по денесната пресконференција и можем да кажем само неколку работи во однос на прашањата кои ги загатнаа. Јавно предпријатие Чистота и зеленило се справува со технички проблеми во моментот, бидејќи од 11 камиони автосметјари кои ги имаме, 6 се во употреба бидејќи се работи за дефект. Ова е објективен проблем со кој се справуваме и во најкраток можен рок во наредните денови мислам дека дефектите ќе бидат отстранети, бидејќи се работи за камиони кои се од постар тип од 5 до 10 години. Набавка на деловите оди малку потешко бидејќи производителите не се од Република Македонија, се деловите ги набавуваме од Турција, од Италија и од други околни држави во однос на делот на набавувачот кој има склучено тендер, односно договор со јавно предпријатие. Ова е објективен проблем со кој се справуваме и затоа сликата во градот да некој контейнер биде полн со ѓубре, се изнесуваат контейнерите, меѓутоа работата е отежната од овој објективен проблем. Јавно предпријатие ги презема сите конкретни мерки за како граѓаните не би можеле да го почувствуваат овој проблем на јавно предпријатие и да потрае многу кратко во однос на сите овие работи кои ви ги кажа. Што се однесува до јавното предпријатие, значи работиме во 3 смени, значи и втора и трета смена, за да ги надминеме сите овие проблеми, бидејќи се работи за 10.000 тони дневно, каде што со 5 камиони многу отежното ја обавуваме ова работа, онака како што се навикнати граѓаните на град Куманово, бидејќи знаете дека според динамичен план на изнесување на смет, јавно предпријатие беше во минута и во час точно и секако се надевам дека и после отстранување на овие дефекти пак ќе наставиме по старо и сите оние работи кои се аномалични ќе ги отстраниме. Што се однесува до платите, мислам дека е една голема невистина, бидејќи во претходните 4 години јавно предпријатие зима редовно месечни примања, со тоа што не касниме ни еден ден на исплата кон вработените за редовните плати. Менкова колиба и сите други објекти кои се под заштита на Министерство на култура, јавно предпријатие се има неколку десетина пати обратено до Министерството со апел да ги заедно одржуваме, бидејќи работата на јавно предпријатие и ингеренциите не се во таа насока да може да влезе и да одржува нешто што не е во собственост ни на општина Куманово, ни пак на јавно предпријатие Чистота и зеленило. До сега од Министерство за култура немаме добиено никаков одговор, незаинтересирани се за сите објекти кои се од културно значење за град Куманово и немаат реагирано за овие 5 години како сум начел на јавното предпријатие со ниеден гест. Значи, што се однесува до Менкова колиба, десетина пати имаме организирано и учествувано на акции за чистење на Менкова колиба, меѓутоа од несовесност на граѓаните и од запуштеност, односно не заинтересираност од Министерството за култура, состојбата е таква каква што е. Заедно со невладините организации, заедно со сите оние заинтересирани кои сакаат ова место, посебен значај за град Куманово да биде чисто, учествуваме и ќе учествуваме во расчистување. Меѓутоа, не можеме трајно да го држуваме затоа што тоа не е наша работа. Благодарам.